По тримесечна зимска пауза, германскиот инвеститор Гинтер Капраун продолжи со монтирањето нови построенија за преработка на каменот габро, со цел кога ќе проработи на пазарот да понуди комплетна лепеза од производи на градежната индустрија. Во моментот подготвени за старт се две дробилки со голем капацитет кои може да произведат песок со различна гранулација. Покрај тоа инсталирани се два големи агрегати за производство на електрична енергија. Во поширокиот појас на земјиштето, кој е под концесија во селото Пантелеј Кочанско, извршени се нови површински истражувања кои покажуваат дека габрото го има во големи количини. Тоа гарантира долгорочна експлоатација, меѓутоа и влева надеж дека некаде во утробата на земјата се крие бараниот хомоген и компактен масив. Паралелно со монтирањето на машините се врши истражување на пазарот во Македонија и во соседните држави. Кризата со песокот, предизвикана од новата законска регулатива и забраната на експлоатација на речните корита, предизвика дефицит од овој градежен материјал. Стручњаците проценуваат дека рудникот кај Пантелеј Кочанско ќе треба да работи со полн капацитет доколку сака да ги задоволи потребите на пазарот. Поради тоа, освен инвеститорот и градежните фирми, очекуваат германската фирма Меристем Тоби што побрзо да стартува со експлоатацијата на рудникот.